Атрактивна локација во центарот на Струмица. Овде се наоѓа седиштето на компанијата Total Energy Doel. Канцеларијата е целосно уредена и веќе има и вработени, а постои само една недела. Во срцето на Струмица, на Струмичкиот сокак, се наоѓа луксузната канцеларија на младиот бизнисмен 18-годишниот Душко Заев. Откако ја најдовме точната локација на која се наоѓаат канцелариите на компанијата, Алфа проба да стапи во контакт со младиот бизнисмен. Вратата ни отвори обезбедувањето. Добар ден. Сум првомаската да се ставам. Јас сум Александра Ристевска, новинар од телевизија Алфа. Дали ќе може да разговараме со собственикот? Немаме закажано, затоа што немам телефонски број. За кратко вратата се отвори и екипата на Алфа влезе внатре. Покрај атрактивната локација, канцеларијата е уредена со луксузен интериер. Вработената ни побара контакт, но до овие вести младиот собственик не ни исконтактира. Сакавме да прашаме за плановите на компанијата, колку струја ќе се произведува и дали веќе имат комитенти на кои ќе ја продаваат. Дали и каде се поставени фотоволтаиците. Дека деновиве Струмица актуелна поради тоа што го има и најмладиот бизнисмен, поразговаравме со струмичани. Дел од нив немаа коментар по ова прашање, но други претпоставуваат дека бизнисот ќе го води поранешниот премиер. Мислите ли дека на 18 години може да се тера ваков бизнис? Не. Батя за таков бизнис още. Татко се тера него бизниси, синот. На 18 години вашите деца што правеа? На школа. Как е можел Гоце Делчев или тие војводи што се биле на ВМРО на тие години да водат организации, да водат чети? Зашо да не може? Зависи как е воспитува. Па види, сега се зависи. Не може некој земјоделец или некој сиромашки човек син му да биде бизнисмен на 18 години. Тоа е, значи, тие што се бават со големите политики, со големите бизниси, тие стануваат и на млади години бизнисмени. Царно не знам што да ви кажам. Не. Податоците од Централниот регистер покажуваат дека фирмата била регистрирана на 25 февруари. Како собственик е наведен Душко Заев, синот на поранешниот премиер кој неодамна стана полнолетен. Друштвото со ограничена одговорност е заведено како микропредпријатие, чиј примарна дејност е производство на електрична енергија. Заеви поседуваат бизниси во повеќе дејности, но ова е прв пат да бидат поврзани со производство на електрична енергија. Производство на струја од сонце стана доходовен бизнис во државата. Само во првите 10 месеци од минатата година, Регулаторната комисија за енергетика има издадено 37 лиценци за производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали.